Жалам што и денес продолжуваме со можеби една провокација од страна на Социјалдемократскиот сојуз на една тема која е многу суштинска и многу важна за граѓаните. Жалам што колегите од Социјалдемократскиот сојуз го прават ово уште еднаш и жалам што колешката ова што го направи избега. Значи ја направи кавгата, испровоцира, не навреди сите нас и денес кога требаше да донесеме нешто многу важно за граѓаните, за кој што се обединивме, рековме дека сме тука и заеднички ќе го направиме тоа, таа се замина. Порачувам да ги смиреме страстите и некои работи треба да почнеме да работиме. Така како што се договориле дека треба да го решиме, да го решиме. Во правец на тоа и на здравствената заштита на законот кој го нудите, рековме се изјаснивме, дадеме своје мислење во делот на комисијата, јас не сум здравствен работник, меѓутоа, како фокус на партијата ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, здравствената заштита на граѓаните е многу важен дел од програмата на партијата. Во тој правец, јас би сакал да кажам дека и здравствените работници, сите, од лекарите до службите, па и некои што не се здравствени работници, па и сестрите, и медицинските лица, техничарите, се многу важен фактор. Јас ги почитувам и ги поздравувам и ние, тие не се виновни. Ние мораме како парламент да им помогнеме, да им донесеме законски решенија, да им дадеме техничка помош. Така да тие луѓе, здравствени работници, доктори, треба да бидат во фокусот на нашето внимание за помош од наша страна, а не да ги критикуваме. И ако има квалитетни доктори да останат тука да работат, не да ги повикуваме и ме жал некои луѓе што се смените. Не треба да има политика во здравствената дејност. Во тој правец и ВМРО ДПМН направи многу за Штип. Јас сакам да кажам за Штип, покрај законот што нели се донесува, меѓутоа во правец на тоа немој да заборавите. Сакам да потсетам. 2002-2006 имаше 4 вработувања во Штип. 2006-2016 имаме 200 вработувања во фаза изградба на нова клиничка болница. 13 милиона евра и плюс 2 милиона евра донација во опрема. Значи, имаме многу направено. Така да во тој правец треба да се движи работата. А за возврат, што прават во Штип? Моментално се разрешени 40 лица. Има голем непотизам. Лица кои се преместуваат од една страна на друга страна. Дали така ќе го напредеме здравствената заштита на граѓаните? Дали така ќе помогнеме? Само за ваш случај. Една жена унапредена затоа што била Социјалдемократски сојуз и блиска до директорот, е преместена од едно од друго деление, а буквално била чистачка, се надоградила, а вие со голем дел од законското решение сакате да ги укинете тие можности за обука на овие лица. И дали таа жена, ако се поводи сега некој да отиде тамо да се лекува, нема да знае да шприц да фати. Ете, тоа го правите во моментот.